Еколошкиот криминал станува се посериозна закана за здравјето, економијата и квалитетот на животот на граѓаните во Македонија. На националната тркалезна маса за климатска и еколошка правда, институциите, експертите и граѓанскиот сектор ги отворија најважните прашања, од превенција на ваквиот тип на закана, преку ефикасни истраги до подобра меѓуинституционална координација. Министерот за правда Игор Филков нагласи дека правото на здрава животна средина е уставно гарантирано и дека успешноста на реформите ќе се мери преку практичната примена на новите закони. Наш предизвик е интензивирање на соработката со надлежните инспекции и нивното централизирање на регионално ниво заради оптимално користење на посебните ресурси кои се неопходни за справување со предизвикувачите на загадувањето. Заменик министерката за животна средина Ане Лешковска истакна дека овој проект е клучен за приближување кон европските стандарди и зајакнување на системот за еколошка правда. Овој проект има стратешко значење за нашата држава, откако придонесува не само за зајакнување на системот за еколошка правда, туку и за зајакнување на европските стандарди и добри практики во рамките на поглавието 27 животна средина и климатски промени од пристапниот процес кон Европската унија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани потсети дека климатските политики веќе се дел од националните стратешки документи и дека новиот енергетски и климатски план ја приближува земјата кон европскиот модел. Вложивме сериозни напори да ја вградиме климатската политика во стратешките документи. Новиот национален енергетски и климатски план го приближува нашето енергетско планирање кон европскиот модел. Јавниот обвинител Љупчо Коцевски предупреди дека еколошкиот криминал се почесто добива форма на организиран криминал и дека најголемиот товар во постапките е во обезбедувањето докази. Штетите од него се огромни и во здравствена и во економска смисла. Од неодамна воведено е и кривично дело екоцид, а санкциите за ваквите кривични дела се значително зголемени. Последната незгода во која сериозно беше загрозена животната средина се случи синоќа во автокоманда, каде што од шахта на булеварот Александар Македонски истече голема количина хемиска пена, а утврдено е дека загадувањето потекнува од околна фирма. Земени се примероци кои денеска ќе бидат анализирани. Градоначалникот Торце Ѓорѓиевски случајот го оцени како алармантен и најави строги санкции за правното лице, доколку се утврдат неправилности.